10 години летечка театарска трупа, детско драмско студио, 10 години, а многу повеќе премиери. Оваа последната Луда куќа беше 17-та или 18-та премиера. Како издржавте ни сите овие години да ја одржите публиката, но и да ги задржите младите на сцената? Младите од сцена не можеме да ги тргнеме и немаше потреба да ги задржуваме. Затоа што после секоја доиграна представа кога ќе слушнеме, а сега дали има уште, е најсреќното нешто што може да се слушне, затоа што тие досабајле би играле повторно и повторно. Мислам дека публиката успеевме да ја задржиме овие изминати 10 години со представи кои што увидовме дека на публиката и се допаѓаат. Не тргнавме кон тоа да правиме представи за широки народни маси, значи кои што секој би ги прифатил, туку представи кои што се по вкусот на оние кои што не почитуваат нас. И се обидуваме така и да негуваме таа традиција. Иако има многу луѓе кои што изминатите 10 години не критикуваат дека детските представи треба да изгледаат поинаку и така натаму, дека вкусот можеби е некој претежок наслов, претешка тема за деца, меѓутоа увидовме дека оние кои што го сакаат театарот и кои што со љубов доаѓаат тука, добро ги сваќаат нашите представи, темите што сакаме да ги пренесеме на публиката и мислам дека изминатите 10 години навистина имаше големо влијание врз нив. Луда куќа е насловот на последната премиера, на последната ваша представа. Работевте паралелно на две представи со помладите и повозрасните. Во Луда куќа се најде оние повозрасните актери, наменета за некоја средна генерација, што би рекле основци од повисоките одделенија, но и за средношколци. Како и да е, со оние кои што учествуваа привлековте и различна публика. Која беше пораката на Луда куќа, затоа што не само што слушнавме различни дијалекти од Македонија, слушнавме и од соседството. Случувањата во општеството, всушност, секоја театарска представа и било која уметност не може да биде имуна на случувањата во општеството. Па дури и младинските театарски представи, како што беше оваа која што вечерва погледнавме Луда куќа. Мислам дека во Луда куќа првичната цел ни беше публиката да се насме. Што го постигнавме? Сакаме едноставно да луѓето да се насмеат, да одат дома ведри расположени. Меѓутоа, кога ќе заврши представата и целата таа еуфорија, се надевам дека ќе почнат да размислуваат и за сите пораки кои беа проткаени низ тие комични реплики. Ова представа, за разлика од детските, не е борба на доброто и злото. Не е учење на децата како да пораснат во добри личности. Оваа представа веќе има многу посериозни пораки, дури и за возрастните, не само за младинците. Например, мене ми се допаѓа пораката која што јас ја пронајдов, а тоа е дека ако бидеме упорни, ако некого сакаме, ќе успееме во тоа без разлика на сите околности и сето она што ни представува сопка и препрека на патот кон нашата цел. И мислам дека љубовта е таа која што може да ги држи луѓето заедно, без разлика колку имаат тие разлики меѓу себе, недоразбирања, несогласување и така натаму. Ако има љубов меѓу нив, тогаш секој си дојде на свое место на крајот. Исто како што вие започнавте од актер во летечката театарска трупа до сценарист и еве сега во неколку представи и режисер. Се надевам дека летечката театарска трупа ќе продолжи да ги едуцира младите, да ги забавува и да ги насмејува. Така е, тоа е нашата цел. Се надевам дека до полнолетство, можеби кога ќе полниме 18 години, ќе зборуваме повторно за тоа колку нашата публика е поедуцирана. Тоа е една од главните цели, публиката да знае што сака да гледа и на каква представа оди, а друго сакаме уште многу генерации млади тетовски таленти да поминат во летечка театарска трупа, затоа што Тетово изобилува со театарски таленти. Тоа го знаеме, Тетово е голем театарски град, едноставно има голема театарска традиција и се надевам дека сите позитивни човекови вредности кои што ги знаеме, ќе успееме да им ги пренесеме на децата и да ги научиме како да пораснат во подобри личности. Не мора секој од нив да стане професионален актер, меѓутоа да стане еден подобар човек. Нека биде тоа и пораката до сите оние млади кои што утре ќе посакаат да бидат дел од летечката театарска трупа на детското драмско студио.